15 волонтери од европските земји се носители на еколошка акција за расчистување на околината на браната градче. Организирани преку Кочанското здружение Павел Шатев, тие ја прифатиле иницијативата на нивните колеги и ја реализираа на дело. Волонтерите кои преку студентската размена од програмата Erasmus Plus и од Европскиот волонтерски сервис веќе неколку месеци престојуваат во Кочани, слободното време во викендите го користеле за пешачење до градче. Таму забележале дека локациите кај водопадот и на поранешната плажа спроти стариот мотел се полни со отпадоци и неуредни. Пробаме да исчистиме колку што можеме повеќе од брегот на езерото. За жал, граѓаните кои го загадуваат местото, тоа е можеби некоја нивна лична психологија, бидејќи можеби и тие не сакаат да загадуваат и отпадот го фрлаат се подлабоко во грамушките. И тоа представува исто така голем проблем и за нас, кои би сакале да го исчистиме тој отпад, не можеме баш да допреме и да исчистиме се. Мој апел, наш апел како волонтери во интернационална група на волонтери во Кочани е дури и кога загадувате, пробајте тоа да биде колку што може поодговорно, бидејќи можеби некој ќе помине позади вас и ќе има време тај ваш отпад да го собере. Странските волонтери, кои во моментот главно се од Турција и Франција и веќе неколку недели живеат во Кочани, упатија апел до граѓаните да ја чуваат природната околина од која тие се воодушевени. My name is Ibrahim and I came here to Turkey. I'm from Turkey and we want to be volunteer in Koçani. Generally the other volunteers and I like Koçani because small and very nice town. The local people very helpful and want to help us. We want to make something and put our signature to Koçani Center. We think about to prepare and make theater games, flash mobs, and other different attractions things. And we are now in the lake and we collect the trash and help the Macedonian and Koçani local people. It's our point. My name is Fatih and we are now doing our European volunteering service here, and we collected garbage from the dam lake, and also we sew some bags for local people to reduce plastic bags. We are sewing some fabric bags for them to not to use plastic bags in the supermarkets. За само половина час од почетокот на акцијата за расчистување, волонтерите собраа десетина вреки полни со отпад, а до крајот на денот очекуваат тој број да стигне до 50. Веќе била договорена и соработка со комуналното претпријатие Водовод, чие возило треба да го подигне отпадот и да го однесе на градската депонија.